Денеска продолжуваме со серијата проповеди за цар Давид. Текстот од кој што ќе зборувам за него или од тој текст сум проповедал повеќе пати и сигурно ќе ви биде познат и самиот наслан, но сега ќе го погледнеме во еден друг аспект. До сега всушност зборувавме за Давид, за сите оние работи од неговиот живот кои што можеби повеќе се во позитивно светло. Зборувавме за Давидовиот повик, дека Бог го избра да биде следниот цар, беше помазан. Зборувавме за неговите победи, за победата на Давид над Голијат, за ситуацијата во која што требаше да бега од претходниот цар. Зборувавме за неговиот карактер, за начинот по кој што Давид го обожаваше Бога и неговото искрено и предадено срце. Но овој пат ќе зборуваме за неговата најголема дамка и можеби најмрачната епизода од неговиот живот. Сакам да зборувам денеска за Давидовиот греф. Давид имаше всушност повеќе гревови. Ако читате за неговиот живот, ќе видите дека на повеќе пати направи работи кои што не беа добри, но кога ние велиме Давидовиот греф, верувам дека на повеќето од вас една работа ви доаѓа на ум. Што е тоа? Мојот греф. Вашиот греф, нашиот, да. Но јас зборувам за конкретна ситуација во животот на Давид. Кога велиме гревот на Давид, помислуваме само на едно. Неговата афера или неговата прељуба со Вицавеа или Бетшеба. И тоа е она за кое што денеска сакам да зборувам. Интересно, дури и Библијата овој греф го представува на таков начин, уникатен. Ако читаме во Прва царства, 15 глава, 5 стих вели: зашто Давид правеше се што беше право во очите на Господа и за време на сиот својот живот, вели, не отстапи од ништо што му беше заповедано, освен она што му го направи на хетеецот Ури. А што е тоа што му го направи на хетеецот Ури? Спиеше со неговата жена и подосна даде наредба Ури да биде и погубен. И затоа овде гледаме дека е напомнато: во ништо, вели, не отстапи, освен во ова нешто. Како да овој греф на Давид, за жал, го одбележа во негативна слика за цел живот. И несомнено, ако битката со Давид и Голијат беше најсветлата точка во животот на Давид, нешто на кое што сите си спомнуваме, тогаш неговата прељуба со Вицавеа беше неговата најголема дамка или најмрачната точка. И ќе читаме во врска со тоа во втора книга Самуилова, 11 глава, и читајќи го целиот овој настан, сакам да извлечеме поука. Еве, некој од вас помна кога слушнаме за Давидовиот греф, си помислуваме и на мене, на својот греф. Помислуваме дека, нели, и кај нас има греф во нашиот живот. Затоа, кога ќе зборуваме за гревот на Давид, верувам дека можеме да извлечеме поука и за себе си и да се поучиме од неговата грешка. Најнапред ќе прочитам еден дел и потоа ќе разговараме за тој дел, па после тоа ќе продолжиме. Вели вака во 11 глава, први стих од втора книга Самуилова пишува: по една година, во времето кога царевите излегуваа во војна, Давид го испрати Јоав и слугите своји со него и сите израелци. И тие ги нападнаа амонците и ја опколија Рава, а Давид остана во Ерусалим. И една приквечер, откако стана од своето легло, Давид се шеташе по покривот на својот царски дом и од покривот виде една жена која се капеше, а жената беше многу убава. Давид испрати да дознаат која е таа жена. Му рекоа: тоа е Вицавеа, Илијамова ќерка, жена на хетеецот Урија. Давид испрати слуги да ја земат и таа дојде кај него, и тој спиеше со неа.
ако да се исчисти од својата нечистотија, се врати во домот свој. Ова е самиот почеток. И кога го читаме ова нешто, навистина остануваме шокирани. Ова е една тажна епизода од животот на Давид. Давид го знаеме како човек кој што имаше срце угодно на Бога. Пишува дека беше човек според Божјото срце. Давид беше избран лично од Бог и помазан за цар. Давид беше човекот кој што напиша барем една половина од псалмите. И кога ги читаме неговите псалми, гледаме дека срцето на Давид беше прилепено за Бог. Тој го љубеше со цело срце. Кога ковчегот на заветот требаше да го однесат во Иерусалим, тој играше со сета сила пред ковчегот, радувајќи се во Божјото присуство. Давид беше човек навистина посветен на Бога. И за мене е еден пример на Божи човек, на верник, кој што не се срами да го прослави Бог и кој што го љуби со сето срце и му е посветен. Навистина, срцето на Давид беше таму. Но интересно, и за овој Давид, за кој што читаме дека имаше толку силна вера и со таква вера излезе пред Голијат и го победи, овој Давид беше поразен од еден уште поголем џин, а тоа беше гревот. Давид падна пред искушението кое што му беше сервирано таа вечер. Една убава жена која што се капеше, тој ја погледна, ја посака и реши да ја има. И спиеше со неја. Верувајте, мене, кога го читам ова нешто, ме ужаснува и ме плаши кога гледам што Давид направи. Знаете ли зошто? Ме ужаснува затоа што ако Давид, кој што беше човек посветен на Бог, падна пред искушението, ако Давид падна под силата и тежината на гревот, тогаш колку повеќе може да се случи тоа на тебе и на мене. Давид не беше било кој. Давид беше човек кој што го љубеше Бог. Па сепак тој падна на искушението. Ова не води кон првата вистина што можеме да ја научиме за гревот, а тоа е дека никој не е имун на искушението и гревот. Никој. Ако Давид падна, тоа значи дека можеме и ние да сгрешиме. И да не брзаме да го осудиме Давид. Во 1 Коринтијаните 10 глава 12 стих вели: и така кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Ние често пати си мислиме денеска: јас сум силен, ќе се справам со гревот, јас можам да одолеам на секој искушение, мене тоа нема да ми се случи, нема проблем, јас можам да бидам во различни ситуации, јас нема да сгрешам. Си ја знам јас силата и сум слушал многу христијани кои што се фалеле на таков начин. Христијани кои што исто сум ги опоменувал да внимаваат, не се секере пасторе, јас знам што правам, нема да сгрешам, јас знам дека тоа е погрешно, нема да го направиме. И на крајот, за жал, повторно ќе паднат тие луѓе во грев. Проблемот е затоа што ние мислиме дека сме имуни на гревот. Но знаеш што, ќе ти кажам една вистина што веројатно ја знаеш. Колку и години да си христијанин, може и да си 50 години христијанин, повторно твоето тело ќе те искуша. Колку и години да си христијанин, повторно не си имун на гревот. Не постои некаков стаж после кој може да кажеме ако веќе 10 години си христијанин, гревот не те допира. Или 20 години чекори со Господа и готово веќе си имун. Не постои такво нешто. Искушението секогаш ќе тропа на вратата на твоето срце и затоа треба секогаш да си буден. Погледнете го Самсон. Самсон кој што беше физички силен и се спротиставуваше на неговиот непријател и немаше човек кој што можеше да го победи, Самсон падна пред искушението на гревот. Тој падна исто така пред една жена. Затоа што сметаше дека е доволно силен.
Апостол Петар, читаме за него во Новиот Завет. Апостол Петар, кога Исус му рече, нели, ќе се откажете од мене, тој рече, Господе, јас такво нешто нема да сторам. Со тебе сум готов да одам и во затвор и во смрт. Јас од тебе да се одрчам, нема шанси. За жал и тој мислеше дека е доволно силен, но се излажа. Денеска имаме луѓе кои што сметат дека можат повремено да гледат порнографија без да паднат во замката или во стапицата и да станат зависни од тоа нешто, без да паднат во грев. Има луѓе кои што сметат дека можат да живеат заедно, момче и девојка, без да сгрешат или да паднат во сексуален грев. И за жал живееме во едно современо време каде што некои од советите или принципите што порано јас сум ги слушал од мојот пастор, денеска ги сметат за застарени. Мојот пастор ме учеше, вели, никош немој да бидеш насамо во соба со друга жена или девојка. Никош немој да патуваш во автомобил насамо со друга жена или девојка. Немојте да патувате сами. Немојте да одете некаде сами. Зошто? Затоа што искушението е тука и тропа. Може би и Давид си мислиш, ако јас бидам дома, нели, сам, нема да имам никаков проблем. И тој не беше таму каде што треба да биде и искушението затропа на неговата врата. Има една поговорка која што вели, најбезбеден си ако гревот те шокира уште на првиот поглед. Проблемот е што често пати ние дозволуваме гревот да не шокира. Велиме, па добро де, нели, ова е грев, ама не е ништо страшно. Нема ништо да ми се случи. Има еден пример кој што сум го кажал и порано. Зборува за тоа дека некој фармер видел оглас во кој што пишувало дека циркус бесплатно нуди слама која што била користена од нив. И пошто фармерот имал коњи, рекол, па зошто да не ја земам сламата, ќе ја дадам на коњите да ја јадат. Ја зел сламата и натоварил, била во бали, ја донел во неговата фарма, во шталата, но кога ја примнел пред коњите, тие наеднаш се вознемириле и почнале да бегаат сосема на другата страна од сламата, да се оддалечуваат од неа. Човекот не знаел што е проблемот, зошто тие бегаат од сламата. И се јавил на луѓето во циркусот да праша има ли нешто невообичаено со оваа слама, зошто коњите се плашат од неа и бегаат. Собственикот на циркусот му рекол, знаете, ние овие бали ги користевме таму кај што беа лавовите. И лавовите лежеа на балите и веројатно на балите се пренел мирисот од лавовите. И замислете, коњите само што го намирисале мирисот од лавовите, иако лавовите тука и не биле присутни, тие решиле да бегаат од самите бали, насетувајќи го мирисот на опасноста. И ова е еден интересен пример како треба ние да реагираме на гревот. Денеска ние знаеме да се доближиме толку близко до гревот, мислејќи јас можам да правам што сакам и гревот мене нема да ме изгори. Но ние би требало да реагираме како коњите. И самиот мирис на гревот и нешто што не е грев, но може да одведе кон грев, треба кај нас да предизвика таква вознемиреност што да бегаме и да се оддалечуваме од таа навика или од таа пракса. Ако знаеме дека тоа може да одведе во грев, ако знаеме дека тоа може да не наведе да паднеме на искушение, тогаш подобро да се оддалечиме. Ние во средите обично обработуваме сега глава по глава од Битие и стигнавме до делот каде што зборува за Јосиф кој што беше продаден во Египет. И таму читаме за Јосиф кој што беше убав со згодна става и тој служеше како роб во куќата на еден човек по име Петефри. Жената на Петефри пишува дека една вечер или еден ден таа му понуди да легне со него или го повика тој да спие со неа. И знаете што направи Јосиф? Она што го направи, би требало секој ден храбар маж да го направи. Избега. Јосиф реши да избега од искушението. Тој знаеше дека тоа е единствениот начин да се спаси или да се справи со вакво искушение.
Затоа најдобриот начин да одолееш на гревот е бегај од него. Никој не е имун на гревот. Има една поговорка која што вели гревот ќе те држи подалеку од што сакаш, ќе те носи подалеку од што планираш да одиш и ќе ти наплати повеќе од што очекуваш. Грешката што Давид ја направи треба да не научи нас дека не постои духовен имунитет над искушенијата. Нема доволно зрел верник кој што може да каже мене веќе искушението не ме допира. Исто така треба да научиме уште една работа овде за гревот, кога станува збор дека никој не е имун, е дека ѓаволот не оди на одмор и ѓаволот не те остава да не бидеш искушуван. Ние можеме да си одлучиме ова лето, ова година ќе прашаме кај беше на одмор за Грција. Го видели таму ѓаволот некаде до одмора да спие на некоја лежалка? Не. Тој не оди на одмор. Тој ќе се обиде секоја прилика да ја искористи за да те направи да паднеш во грев. Секогаш кога ќе виде приликата, тој будно чека за да те сруши. Затоа, кога се зборува за ѓаволот, читаме во посланијата, вели, тоа е како лав кој што обиколува и рика и чека некого да проголта. Знаете ли, лавот кога го лови својот плен, тој само чека да се одделиш од стадото. Тој будно демне и чека да залуташ. Ако малку се одделиш од патеката, лавот е тука да скокне и да го изеде тоа живото. Затоа ѓаволот е спореден со лав кој што чека, демне и чека некого да проголта. И еве првото нешто што можеме да го научиме тука за жал од падот на Давид е дека никој не е имун на искушението и на гревот. Но ако читаме понатаму, ќе видиме и други некои работи кои што можеме да ги научиме како лекција за гревот. Интересно, читаме дека Давид во 11 глава сгреши со Вирсавеја, тој спиеше со неа и пишува кога се исчисти од својата нечистотија, таа се врати во својот дом. Но најчесто тука не завршуваат работите, нели? Ние си велиме добро, направивме грев, никој не дозна и готово. Но ако читаме понатаму, во 5 стих вели, но жената остана бремена и испрати гласници да му јават на Давид и да кажат бремена сум. И ако читаме понатаму, сега Давид веќе размислуваше како да го прикрие овој грев, што да направи за да се извлече од оваа ситуација. И тој го повика нејзиниот маж Урија, кој што беше на бојното поле, го повика да го доведат дома, да го вратат од бојното поле и му даде можност да си отиде при својата жена и да спие, па утре кога таа ќе дојде ред да роди и кога ќе се забележи дека таа е бремена, секој ќе си помисли, па тоа е од нејзиниот маж. Но Урија не сакаше да се врати дома. Тој рече, како може јас да одам дома и да спием додека моите соборци се на бојното поле и војуваат. И тој остана пред зидот на палатата на царот и не отиде дома. Дури ако Давид го викна на вечера и го опи, тој повторно не отиде дома. И знаете што на крајот реши да направи Давид? Читаме дека Давид заповеда, ако читате во 14 стих, вели изутрина Давид напиша писмо до Јоав и го испрати по Урија. Во писмото пишуваше вака: поставете го Урија таму каде што ќе има најсилна војска и отстапете од него за да биде убиен. На крајот Давид испланира да го испратат на фронтот каде што е најсилната битка и да се повлечат, да го остават сам и тој да загине. Давид испланира убиство над сопругот на Вирсавеја.
И откако читаме Урија беше убиен и помина времето на жалост, тогаш Давид повика да ја донесат Вицавеа кај него и си ја зеде за жена. Ова е второто нешто што можеме да го научиме од искуството или она што Давид го имаше со гревот. Втората вистина е дека гревот, доколку не се покаеме за него, тој најчесто води кон друг грев и тој се умножува. Погледнете, Давид најнапред направи еден грев, тој спиеше со Вицавеа. Но тука не застанаа работите. Вицавеа остана бремена. И тоа водеше кон втор грев, сега веќе уште пострашен. Давид изврши убиство. Да, точно е дека Давид не го уби лично, но тој го испланира и ја нарача неговата смрт. Крвта на овој човек беше на Давидовите раце. Еден грев најчесто води кон друг грев. И на сите ни се случува да сгрешиме, но многу пострашно е кога гревот е испланиран. Знаете, често пати ќе кажеме, во моментот што да правам, така ми дојде, нели, излажав, или во моментот ми се случи, не беше планирано, беше во афект. Но уште пострашно е што овде Давид го планираше следниот грев. Тој испланира за Ури да биде однесен на бојното поле и да биде убиен. Еден грев води кон друг. Сега, кога ја најавував ова проповед, јас го напишав насловот Давидовиот грев и напишав 2 Самуилова 11 глава. Но сватив дека всушност за да можеме да ја завршиме приказката, иако не е ова само приказка, ова е вистинит настан, ќе треба да читаме и од 12 глава. Давид заповеда Урија да биде убиен и откако беше убиен си ја зеде Вицавеа за жена и може би си помисли тука ќе заврши сета работа. Но читаме, вели, но делото што го изврши Давид беше зло пред очите на Господа. И во 12 глава, први стих читаме, и Господ го испрати пророкот Натан кај Давид, и тој отиде кај него и започна со една приказка или случка. Ако го читате целиот овој дел од 12 глава, ќе сватите дека всушност Натан преку Божјо откровение дозна за гревот на Давид. Може би Давид си мислеше, никој не знае, целата работа ја заташкавме, губив мажот на Вицавеа, си ја земав кај мене и сега и да се роди детето ќе кажат, па добро, се си беше регуларно, тој ја зеде како вдовица и сега и да има дете се е во ред. Но Бог знаеше што се случува. И Бог му пренесе на пророкот Натан и го испрати пророкот Натан за да го соочи Давид со неговиот грев. И овде читаме дека пророкот Натан целата работа ја представи како некаква случка. Вели, имаше еден човек кој што имаше само една овцичка и таа му беше се. А до него имаше сосед кој што имаше многу овци, 100 овци, не знам колку. И кога му дојде гостин, вели, тој не сакаше да зеде од тие 100 овци, туку ја зеде ова едната овцичка на човекот и ја закла. Таа што му беше се. И го праша, што би направил ти, царе, како би пресудил сега? И знаете што рече Давид? Смрт за тој човек. Што ја взел овцата на овој едниот? И Натан се сврти кон него и рече, ти си тој човек. И тогаш му кажа се што Давид мислеше дека никој не го знае. Натан читаме во 7 стих, вели, ти си оној човек што го изврши тоа. Така говори Господ Бог Израелов. Јас те помазав за цар над Израел, те спасив од рацете Саулови, ти го дадов домот на твојот господар и жените на господарот твој во твојата преградка. Ти го дадов домот Израелов и Јудин, иако ти тоа е малку, би ти придал уште повеќе. А ти го презре зборот Господов, извршувајќи зло пред очите негови. Урија хетеецот го нападна со меч и ја зеде неговата жена, а него го уби со мечот на монците. Ете,
Давид сега слушна нешто за кое што мислеше дека никој не знае. И ова е третата вистина за гревот. Третата вистина за гревот е дека порано или подоцна гревот ќе излезе на виделина. Лагата која што ѓаволот ќе ти ја сервира многу пати кога ќе си во искушение да направиш грев, никој нема да знае. И ако никој не знае, не е страшно. Направи го во тајност, нема никаков проблем. Или само овој пат нема да има никакви последици. Лагата на која што многу луѓе се фаќаат дека гревот ќе остана тајна. Но овде гледаме дека гревот на Давид излезе на површина. Бог знаеше, Бог го пренесе на Натан и денеска ние сите знаеме затоа што е запишано во Библијата. Гревот што Давид мислеше дека ќе остане тајна, всушност стана нешто за кое што историјата подоцна зборува за него. Некој рекол дека Библијата не е напишана од човек, затоа што човекот и ако би сакал, не би можел да ја напише. А и ако би можел, не би сакал. Знаете, овие работи Давид сигурно не би сакал да ги напише за него. Ако ние имаме избор да пишуваме биографија за нас, ние би ги премолчиле оние лошите моменти од нашиот живот, оние засрамувачки моменти. И Давид сигурно не би сакал да пишува за неговата прељуба. Но таа стои овде, запишана е во Библијата. Затоа што Бог не ги крие спадовите и срамните гревови на своите слуги. Дури оние кои што тој ги љуби. Гледате, Библијата е Божја книга затоа што таа отворено зборува за нашите добри страни, но отворено зборува и за нашите падови. Отворено зборува и за гревовите на Божите луѓе. Таа не крие, не ги филува, не ги маскира. Не става фасада на Божите слуги. И затоа овде гледаме дека и гревот на Давид беше јасно прикажан. Порано или подоцна гревот ќе излезе на површина. Во Лука 12 глава, 1 и 2 стих, Исус вели: се што е скриено ќе излезе на виделина и се што е тајно ќе биде разгласано од покривите. Има еден виц, една шега. Некој внуче седи со бабата и ја прашува: бабо, што е тоа швалер? И бабата се мисли: швалер, швалер, швалер. Наеднаш рипнува од креветот, станува, трчи, зима клуч од фиоката, го отклучува креденецот, го отвара и таму внатре костур облечен во машко облик. Таа си го заборавила швалерот пред многу години и го заклучила во креденецот. Но порано или подоцна, знаете како велат, костурите од креденецот ќе излезат, ќе се појават. И веројатно сите ние имаме костури во креденецот. Работи што сме ги направиле во минатото, од кои што се срамиме. Има работи кои што се обидуваме да ги скриеме, но тие не може да бидат скриени, барем не од Бога. И порано или покасно тие ќе се појават. Знаете, има во Библијата многу работи кои што ги читаме, за кои што мислиме дека никој немаше да дознае. Читаме за Ахан, кој што украде од проколнатото богатство и го сокри и мислеше дека никој нема да знае. И на крајот излезе на површина. Цар Давид, кој што никој не го гледаше, сгреши со Вицавеа, но подоцна излезе на површина. И за многу други нешта. Јуда читаме дека имаше таен грев, взимаше од заедничката каса, крадеше од касата. И тој си мислеше никој нема да дознае. Но тој грев го направи подкуплив и подоцна реши да го предаде Исус за 30 сребреници. Вистината е дека порано или подоцна гревот ќе се открие. И стигаме до четвртата вистина за гревот, за кое што ќе дознаеме од она што Натан подоцна му го кажа на Давид.
Кога читаме за оно што Натан му го кажа на Давид, читаме дека најнапред Натан му го посочи направениот грев и подосна му изрече и пресуда. Вели, затоа што ти тоа го направи, затоа мечот нема никогаш да се отргне од твојот дом, за секогаш, бидејќи ти ме презри и ја зеде жената на хетеецот Урија за да биде твоја. И така говори Господ, ете јас ќе подигнам зло против твојот дом, ќе ги земам твоите жени пред очите твои и ќе ги дадам на ближниот твој и тој ќе спие со твоите жени под ова сонце. Ти го изврши ова тајно, јас пак ќе го извршам пред целиот Израел среде бел ден. Тогаш Давид му рече на Натан, сгрешив пред Господа. А Натан му кажа на Давид, и Господ го симна од тебе гревот твој, ти нема да умреш. Но бидејќи со тоа им даде повод на непријателите Господови да го кулат, затоа синот што ти се роди ќе умре. Но истина, тажен дел и една сериозна пресуда за она што Давид го направи. И ова не води кон прашањето дали е Бог кој што простува. Двете најголеми теми во Библијата се темата за гревот и за Божјата благодат. И ние читаме дека овие две нешта се протегаат низ целата Библија. Уште на самиот почеток ние читаме за падот на човекот во гревот. И гревот се прелеваше низ сите страници на Библијата. За него читаме од почеток до крај. Но исто така читаме и за Божиот план за спасение и за Божијата благодат. И овие две теми постојано ги среќаваме и се присутни насекаде низ Библијата. Гревот е нешто со кое што сите се соочуваме. Апостол Павле вели, беден човек сум јас, кој ќе ме избави од гревот? И затоа приказката која што ние знаеме како приказка за Давид и Вицавеа, всушност не е приказка за него и за Вицавеа. Всушност ова е приказка за Давид и Бог. Приказка за покајанието и за обновата. Ова е приказка која што би требало да ја наречеме приказка за Божјата благодат и милост. Бејќи читаме за еден голем човек на верата, Божи човек кој што сгреши и падна во гревот, но читаме и за Божјата милост која што го избави и му даде можност повторно да се врати во неговото присуство. Кога Давид кажа сгреши пред Господа, Натан му рече, и Господ го симна од тебе гревот твој, нема да умреш. Бог му искажа милост. Во Псалм 51 кој што ја замолив Даниела да го пееме на крај, после проповета, Давид многу јасно кажува дека кога тој сгреши, тој почувствува дека направи нешто што не треба. И овде го гледаме покајанието на Давид. Песната што ја пееме Чисто срце дај ми, всушност се дел од овој псалм. Јас би сакал да ви прочитам дел од неа. Во 51 псалм вели: против тебе и само против тебе сгрешив и пред тебе зло направив, така што ти си праведен кога пресудуваш и безпрекорен кога ќе судиш. Ете, грешен сум роден, уште во грев ме зачна мајка ми. Пороси ме со исуп и ќе бидам чист, изми ми и ќе бидам побел од снег. Одврати го лицето свое од гревовите мои и избриши ги моите беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух прав стави во мене. Не отфрлај ме од лицето свое и Светиот Дух не одземај го од мене. Врати ми ја радоста на спасението и благороден дух зацврсти во мене. Во овие стихови можеме да видиме дека Давид беше во агонија. Да, Давид сгреши и тој може ја доби Вицавеа, но тој го загуби најскапоценото нешто што му беше. Неговата врска, неговиот однос со Бог. И верувајте, ако тоа го загубите, се друго е напразно. Ако ја загубите врската со Бог,
Ако се оддалечите или испаднете од Божјата светлина, тогаш се сте загубили. И ние гледаме во Псалм 51, тој јасно покажува дека се кае, тој вели: пред тебе сгрешив, Господе, само пред тебе. И мојот грех постојано ми е пред очите мои. И овде тој моли: очисти ми го срцето повторно, чисто срце дај ми, врати ми ја радоста на спасението. Тој понатаму беше цар, но радоста веќе ја немаше кај него. Тој веќе немаше близок однос со Бог. Страшно е да го изгубите Божјото присуство. Страшно е ако излезете од неговата светлина. И до овде Бог му прости на Давид. Но да не се лажеме. Понекогаш луѓето ќе кажат: добро дека сгрешам и Бог ќе ми прости. Дали ова се случи со Давид? Да, Давид сгреши и Бог му прости, но имаше последици. Да не мислиме дека ако Бог ни прости, потоа секи си биде како што било. Имаше последици. Давид требаше да ја плати цената за неговиот греф и таа цена, верујте, беше скапа. Многу скапо плати Давид. Тој плати трократно за гревот што го направи со Вицавеа. Ајде да видиме кои се нештата што Давид требаше да ги плати. Тој всушност од она што ни окажува Натан, го исплаќаше цената за неговиот греф, ја плаќаше целиот свој живот. Слушайте што му кажува Натан. Тој вели: мечот нема никогаш да се отргне од твојот дом, за секогаш, бидејќи ти ме презре и ја земе жената на хетеецот Урија. Нема никогаш да се отргне мечот од твојот дом. Овде Натан му изрече всушност 3 казни што Давид ги искуси на неговата кожа. Прво, читаме дека мечот нема да се оддалечи од домот на Давид или од неговата фамилија, од неговото семејство. Ако понатаму читате во следните поглавја, ќе откриете дека се случува ужасни работи токму во неговиот дом. Амнон, кој што беше син на Давид, ја силуваше својата полусестра Тамара. Понатаму Авесалом, кој што беше син на Давид, го убива Амнон. Тој си го уби својот полубрат. Авесалом потоа крена бунт против својот татко Давид и јавно ги презема неговите жени. На крајот Авесалом завршува трагично и тој е убиен. Ова се навистина страшни работи во еден дом. И тоа е првото нешто кое што му беше кажано дека ќе се случи. Понатаму читаме: вели: ќе подигнам зло против твојот дом и твоите жени ќе ги дадам на твојот ближен. Кога Авесалом го зеде престолот на татко му, тој ги зеде и жените или наложниците на цар Давид и спиеше со нив пред сите на балконот и со тоа јавно го понижи својот татко. И тоа е она што се исполни како пророштво. Натан кажа: ти тоа го направи тајно, но јас ќе го направам јавно пред сиот Израел. И трето нешто за кое што читаме, пишува дека Натан му кажа: ќе умре детето кое што ти се роди, детето кое што беше зачнато во греф. Иако Давид плачеше и се молеше и постеше, Бог не ја повлече својата одлука. Читаме во 12 глава, 19 стих, дека дворјаните дојдоа кај Давид и тој ги праша: дали умре детето? Тие одговорија: да, умре. И тогаш Давид веќе престана да пости. Овде учиме една страшна вистина за гревот. Браќа и сестри, дури иако Бог го простува гревот, гревот не останува без последици. Затоа, ако читаме во Галатјаните 6 глава, апостол Павле вели: не лажете се, Бог не дозволува да биде изигран, не дозволува да биде поруган, зашто што човекот ќе си посее, тој ќе си пожнее. Кој сее, вели, во своето тело, од телото ќе пожнее погибел. Кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Затоа ајде да не сееме во тело, туку во дух.
бидејќи Бог не дозволува да биде поруган. Бог не дозволува да биде изигран. Иако Давид му беше миленик на Бог, иако тој беше човек според неговото срце, и тој требаше да биде дисциплиниран. И може би тука се поставува второто прашање, добро, нели Бог е Бог на милоста? Ако тој му простил на Давид, зошто сега го казнува? Знаете, Бог толку не љуби нас и толку го мрази гревот, што тој ќе направи се за да не држи подалеку од него. Ако е потребно да не дисциплинира, тој ќе го направи и тоа за да не научи колку гревот е сериозен и колку гревот е страшен. И подобро е понекогаш нели да се изгориме и за да знаеме дека тоа е опасно, отколку ние да продолжиме да одиме во опасноста. Бог понекогаш ќе не дисциплинира за да не држи подалеку од гревот. И кога станува збор за ова нешто, подобро е да бидеме под Божјата дисциплина, подобро е Бог да не укорува, отколку кога Бог ќе престане да не изборува и кога Бог ќе молчи. Тогаш уште полошо. Знаете, ако Бог ве дисциплинира, тоа значи дека уште не се откажал од вас. Тоа значи дека се уште сака од вас да направи нешто добро. Кога Бог ќе престане да ве дисциплинира, тоа значи дека Бог дигнал раци од вас. Па дури и ние како деца знаеме и како родители, нели, кога родител дисциплинира, сака да направи нешто добро од тебе. Ама кога родител ќе каже, па прави што сакаш, веќе со тебе не се замарам, тоа е полошата варијанта. Тоа значи дека дигнал раци од нас и веќе немој гале што ќе излезе од нас самите или од тоа дете. Затоа добро е додека Бог се уште ти зборува, добро е ако Бог те укорува, добро е ако Бог те дисциплинира. Бог го љубеше Давид, иако тој ги овие казни исполни во животот на Давид, тоа беше со цел Давид да го врати повторно во Божјото присуство, да го држи близу до него. И ова е нештото кое што понекогаш можеби и ние ќе го искусиме, но да не забораваме. Бог е милостив Бог. И овде, кога читаме за гревот што Давид го направи, ние можеме да видиме последиците на гревот, но можеме и да ја видиме Божјата милост и благодат. Колку Бог беше добар во сето тоа и Бог му даде шанса на Давид повторно да се врати во неговото присуство и да продолжи да служи како цар. Еве, ова се 4 вистини за гревот извлечени од искуството што Давид го имаше. Може да станеме